разузнавање, незаконито формирала комисија за ништење на службена документација и заедно со 6 членови на комисијата уништиле 2047 службени списи, од кои 22 се однесуваат за системите за следење на комуникациите. Според доказите, прво обвинетиот издал устна наредба за формирање на комисија за попис и годишно ништење на материјали, иако законските и подзаконските акти не дозволуваат обвинетиот да формира таква комисија. Целта на ништењето на службената документација била да бидат уништени списите поврзани со работата на системите за следење на комуникациите, покрај уништувањето на самите системи, кој беше елаборирано по предметот тврдина. Специјалното јавно обвинителство, како надлежно обвинителство, да гони кривични дела кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, врз основа на одредбата од член 287 Законот за кривичната постапка, ги прибави материјалите за кои е основано да ги истражува. По првичната анализа на добиениот материјал, во делот на прислушкуваните разговори, беше содржан и разговор о телефонска комуникација помеѓу двајца поранешни високи носители на извршната власт во Република Македонија, кој беше и јавно објавен. Наведената телефонска комуникација е случена на ден 1.6.2013 година во 20 часот 57 минути и 33 секунди. И истата е со времетраење од 4 минути и 4 секунди. Разговорот е воден откако веќе била закажана седница на Советот на општина Центар со дневен ред, поништување на повеќе детални урбанистички планови, меѓу кои дупот Мал Рим. Од доказите произлезе дека за таа цел дел од обвинетите пред партиските органи организирала да се протестира заради наводно рушење на црквата Свети Константин и Елена, која што била во фаза на градба, иако таква одлука за рушење на објекти во фаза на градба воопшто не била предмет на расправа на таа седница. Наредбата е наводниот мотив и целокупната организација со тој мотив и медиумски да се промовира, за да се зголеми и бројот и гневот на членството. Според доказите, на денот на седницата, на 7.6.2013 година, пред општина Центар се собрала поголема група на луѓе, меѓу кои и дел од обвинетите, кои во група со други застега непознати лица влегле во дворот на општината и почнале насилнички да се однесуваат кон оштетењето.